За денешниот прв гостин сакам да направам една посебна најава, бидејќи знаете како во Македонија се даваат различни награди за различни нешта, за ова, за она, државни, градски, републички, не знам какви се ќе има и имало и ќе има. Меѓутоа, ретко кога доаѓам во прилика да можам да најавам гостин, овој пат тоа се работи за Тошо Филиповски. Добро утро, Тошо. Добро утро. Кој што годинава ја доби наградата за публицистика, највисоката државна награда од таа област, Миту Хаџи Василев Јасмин, која ќе биде доделена идната недела. А кој што морам да кажам дека навистина е заслужена награда за публицистика. Тошо Филиповски е наш колега, музички новинар, долгогодишен, меѓутоа исто така е еден од ретките кој што пишува и издава книги, особено на таа тема. Па всушност не можам да се сетам кои други ги има, кои што се занимавале со таа работа, Тошо. Па за жал малку не има, ама верувам дека овие книги ќе поттикнат, бидејќи огромно е културното богатство што го имаме на ова поле. Музиката, генерално имаме богата култура, меѓутоа музиката исто така еден битен сегмент од културното живење. Значи 2018 македонска рок енциклопедија. 2019 македонска дискографија винили, кој што се од периодот 58 2019 и 58 имало винили сме издавали. Ископав тоа е раритетен од 58, потоа одиме 69-та, Шпато за Југотон, неверојатна винилно издание кое што малкумина луѓе знаат дека воопште постои, тоа се на оние шелак 10-инчни. Значи мислам дека дури македонската држава. Ти го посетуваш што го има некој тоа? Да, го имам. Мислам сите овие изданија кои што за кои што зборувам ги имам. Претходно пред да ја пишувам книгата морам да ги набавам сето тоа, да се обработи, да се анализира, па тогаш пишува. А во 2021, иако таа е во 2020 практично издадена, македонски рок времеплов, енциклопедијата сите знаеме, книга во која што се содржени хронологии, настани и така натаму по години. Ти знам дека на времето имаше проблеми како да ги наредиш сите содржени по абецеда или по азбукова кирилична. Секогаш се јавуваат кога работиш нешто што претходно не е работено и треба да се воспостават некои стандарди. Јас се уште не тврдам дека ова што сум го направил се вистинските стандарди, меѓутоа убаво кога имаш некоја основа па да се надоградува. Ја така ги сметам сите три дела. Можност за надоградување за идните генерации. Во најнова книга Времепловот се практично приказни врзани за рок историјатот во Македонија. На интересен концепт кој што се уште неам видено некаде низ поблиската околина, низ светот се реки такви изданија. Секој ден во годината, 366 дена, што се случило низ годините наназад. Значи, по 3 до 4 настани, раскажени. Дали е тоа, не знам, роден ден, некојаш случајот е починат некој од истакнатите македонски музичари, издание, концерт, анекдота, што се случило на тој датум и така. Тошо, за ова стои повеќе од 20 години труд и мака, бидејќи ние не сме нација која што е позната по голема систематизираност на тоа што го прави. Тоа веројатно доаѓа подоцна во организираните системи, можда по 100 години. За жал така. Така што предпоставувам дека, бидејќи знам дека уште од 90-тите се занимаваш со обид да собираш сето ова, а потоа 2000-те веќе мислам дека влези во еден организиран начин како да ја истражуваш целата материја. Во суштина уште крајот на 80-тите го правам првиот македонски фанзин. Фанзин е приватно или како да го дефинирам, списание, фотокопирано, cut and paste техника, уметничко само по себе, во мал број примероци, посветено најчесто на музика и тоа е првиот македонски фанзин, 89-та тешкото. И од тогаш почна мојата пасија за документирање, пишување, собирање на нештата, ова што дојде пред неколку години, всушност надовразување на целата таа приказна што со децении ја правам. Желбата ми е голем дел од тие работи кои ги спомна фанзините, аплицирав за следната година, се надевам дека ќе имам поддршка за тоа. Тоа се фотокопирани материјали кои што ќе се изгубат, а тоа е навистина сериозен дел од историјата на еден народ. Барем да се дигитализираат. Да се дигитализираат и да ги ставам на ваков начин да се сочуваат за видење, бидејќи ја ги имам сите тие што се објавилни во Македонија, стотина броеви низ овие 3 децении. Како ја правиш разликата помеѓу рок и поп, бидејќи во Македонија има долг историјат на сето ова од шлагери, не знам какви, до стварно рок музика, како се доликува? Не сакам да правам разлика, генерално музиката е музика. Меѓутоа, се обидувам да се задржувам на полето кај што сум најмногу стручен на рок музиката.
Меѓутоа, еве, во дискографија опфатив и некои поп изданија, условно кажано поп, меѓутоа кои што имаат во себе грув, не се класични фестивалски. Не дека не можам и таму да внурнам во тоа поле, кој што исто така неистражено има богата традиција и богата осташтина. Меѓутоа, оставам на некои други луѓе да се занимаваат со нешто што веројатно подобро го следат. Значи, не можам ја да се нафатам сега да пишувам за Евровизија, не дека не сум следел, не дека не можам, немам свој став за тоа. Меѓутоа, сакам оваа држава, ако збориме генерално, луѓето се занимаваат што нас што го сакаат и што најдобро го знаат, да не се нафаќаме за нешто што не го познаваме доволно, па и да губиме време. Ако се зафатам за тоа, ќе изгубам многу работи што можам да ги направам побргу за однос на рок-н-рол историјата. Македонија беше дел од една голема југословенска, екс-југословенска рок сцена, а на таа рок сцена таа па беше едно од водечките во европски. Ја не сум експерт за материјата, ама сум бил пасиониран слушател во право си, години. Особено 80-тите. Така, 80-тите, една навистина многу густа сцена, тие хитови денеска гледам и моите деца ги пеат, мислам, од 30 години. Што се случи со македонската рок музика потоа? Од кога се распадна Југославија и така натаму, сега сме веќе дел од една мала сцена, би рекол. Мала, ама силна. Значи, ние Македонија никогаш не можеме да се пофалиме, тоа е заради големината на државата со квантитет. Меѓутоа, квалитетот секогаш бил на врвно ниво, било кој жанр да го зееме. Лепи Сол беа врвни во тој джез рок, потоа стана и популарни поп-рок. Мизар се едни од најавангардните бендови на овие простори. Во поново време Супер Хикс, Бернис Пропаганда се бендови кои што во своите жанрови се уште на врвот на, ајде да речеме таа Западен Балкан, екс-Југославија, било како, па и во европски рамки. Значи, ние имаме квалитет, не имаме квантитет. Во однос на квантитетот, ние направивме еден сериозен гап во документирање и во пропагирање на општата култура, а со тоа и музичката култура. Дозволивме период од можеби 15 години на медиумите, особено на јавниот сервис, да немаме емисии во кои што ќе ја прикажеме нашата култура и со тоа и рок културата и воопшто музичката урбана култура. Знам дека инспирацијата за почетокот на енциклопедијата се уште од времињата Петар Јањатовиќ. Сега добро, кој го памти, луѓето можеби блиски до некои наши генерации, тоа беше еден од оние што музички новинари кои што дрмаа во времето на бивша Југославија со своите критики, оцени и така натаму. Тој издаде една XU рок енциклопедија, ако добро се сеќавам, има тоа 97. Ете, има повеќе од 20 97, јас му ја промовирав овде во Скопје. Во Зизи Топ, ако не се. Да, и му кажав тогаш на Перо, ќе дојде време и ја ќе направам ваква. Добар ли е Перо? Добар е, сино ќе ми пиша да ми честита за наградата. Пошто ја не го следам така. Добар е и тој спрема нов. Он веќе има неколку реизданија на таа енциклопедија, ја дополнува стално. Јас решив да не одам со дополнување, него со посебни изданија. Што е следниот проект? Следниот, уште вчера го најавив, тоа е книга која што ја добив средства за печатење на претходниот конкурс, тоа е Мизар, Откровение 1981-2021, значи 40 години постоење на Мизар, и тоа е прва рок биографија за еден македонски бенд кој што ќе биде направена и се надевам дека тоа ќе отвори врати и други бендови да добијат такви биографии. Таа готова е книгата или книгата е готова во моментов вчера кога го објавив тоа, книгата е на, како се вика тоа, прелом дадена, значи тоа се технички веќе моменти, не знам колку време ќе одземе, но сум сигурен дека до крај на јануари ќе биде во продажба книгата. И за прв пат одам со двојазична варијанта, македонски и англиски, бидејќи Мизар се огромно име и во југословенски рамки, и некои пријатели поклонници на оваа литература ми замерија, а јас инсистирав намерно да е на кирилица и на македонски, да се обидам во иднина да ги правам двојазични, затоа што ги интересира и се зачудени и фрапирани од големото богатство. Значи, ти спомна преска 80-ти години, југословенска сцена, новиот бран е страшна појава, меѓутоа секогаш е игнориран македонскиот дел од таа приказна, кој што, еве сега, не го спомнавме тоа, јас објавувам и грамофонски плочи на кои што документирам па аудио материјали од тие периоди 80-ти години. Во печат ми се уште 2 плочи, а објавив 6 до сега. Тие се тие кои им ги представив на луѓето по Југославија, кои што сега подготвуваат исто така некои книги за новиот бран. Сето тоа сега се најде во ситуација да мора да го менуваат целиот концепт, дека имаме и Македонија, значи не беа запознаени југословенската јавност со она што Македонија го работи, заради икс причини, нема време да ги објаснуваме, меѓутоа сега се веќе во ситуација кога се прават ретроспективи,
да не обрнат малку повеќе внимание, затоа што сме имале сериозно квалитетни бендови кои што приликите биле такви не можеле да се покажат. Каде може да се набават книгите точно? Па јас се обидувам, значи покрај тоа што пишувам, истражувам, сам сум издавач на книгите, сам сум и дистрибутер, сам сум и усведокен и продавач на истите. Па рокерски тоа Do it yourself, тоа е таа приказна рокерска од времето. Значи се обидувам се сам да направам колку што можам, иако за вакви работи е потребен еден сериозен тим. Ова е што можам јас да го постигнам како физикус, една книга во годината, меѓутоа се трудам овие книги да бидат почеток на едно разбирање, па се надевам и наградата ќе биде таква за еден поголем проект, институт за проучување и истражување на македонската современа култура, современа музика, че нешто на принципот на кинотека, на институт за фолклор, институт за јазик. И имаме со што да се гордееме, имаме богатство кое што стои расфрлано на секаде. Еден тим сето тоа може да го дигитализира и даде на достап на луѓето, на јавноста, на медиумите. А книгите инаку мислам дека ги има скоро во сите книжари и кај мене во апотека. Јас сите ги навистина ги поканувам да ја купат книги, да ги купат книгите, да оние што особено што ги интересира сето ова. Ти благодарам многу и од се срце ти ја честитам наградата, баш ми е драго Ти што благодарам и само да напоменам дека наградата не ја сваќам толку за лично име и не би сакал да кажам дека не ми значи или ми значи, повеќе сакам да ја посветам на сите оние знајни и незнајни народни херои кои што во изминативе 6 децении го создавале македонскиот рок-н-рол и со тоа сериозно партиципирале во создавање на македонскиот идентитет и на оваа наша култура, кои што за жал од многу институции се заборавени и ова е моја почит кон нивната работа, нешто што ме направиле подобар човек и сакам на овој начин да им вратам, да им создадам еден жив споменик за вечноста и самата награда сакам да им ја посветам на нив. Ти благодарам многу, баш убаво, мислам дека на тие што ќе не слушаат, ќе не видат, а и што ќе чујат потоа, ќе биде навистина многу драго. Дел од нив и јас ги познавам. И знам дека сигурно ќе се тука околу нас работат за тоа да бидеме подобро општество на свој начин и тоа треба да се признае и потенцира и перципира. Тоа што благодарам уште еднаш.